Дами и господа, добро вечер. Од уште една нова дневна доза на рапорт со овој прекрасен дечко овде. Да, ова е веќе второ издание по апокалипсата, по крајот на светот, кој сите ние многу добро знаеме дека се случи во сабота. Се сезам, во сабота не се случи ништо, а денес веќе имаме и официјално објаснување од официјалниот предвидуваш на апокалипси господинот Харолд Кампинг. Тој кажува зошто не се случило. Само да подсетиме дека претходно господинот Кампинг имаше предвидено уште еден крај на светот за 94-та година, но тогаш крајот не дојде поради грешка во математичките пресметки. А овој во саботата, вториот крај на светот, тој не дојде поради грешка во математичките пресметки. Како што вели господинот Харолд Кампинг, крајот сепак започнал, ама само спиритуалниот крај. Вистинскиот, физичкиот крај ќе пристигнал на 21 октомври. Тоа во превод би значило дека апокалипсата ги послушала и ги услишила моите молби од петокот и освен тоа што остава да се одржат изборите, да дојде 5 јуни да видиме кој ќе победи, ќе остави да формираме нова влада, ќе даде 100 дена да видиме како ќе се покаже, па после може сите да заминеме во неповед. Да, баш фино од нејзина страна. Океј, ние се префрламе на тема избори. На тема избори слушаме изјава од премиерот Груевски поврзана со првиот митинг на СДСМ одржан на 15 мај оваа година, на само неколку часа пред официјалниот почеток на изборната кампања. Знаете што, тоа е нивни избор, да го кршат законот. Ние, кога дознавме дека ќе имаат во незаконскиот рок почеток на кампањата, поразговаравме. Имаше некој велеа, па ако они тргаат така, ајде и ние да тргнеме. Не, јас реков, они нека го кршат законот, ние нема да го кршиме. Еден ден помалку или повеќе нема да направи многу во кампањата. Ние треба да се разликуваме. Право е, премиере, и така треба да ви кажам право. Сега, ако тие го кршат закон, не значи дека треба и вие веднаш по нив. Тоа е, тие се тие мали разлики кои се многу значајни. Тоа се разликите за кои ви зборува. И сигурен сум, господине Груевски, дека вие и луѓето од вашата партија никогаш не би се осмелиле да го кршите изборниот законник. Не ли е така? Иако на функционерите им е забрането да ја злоупотребуваат својата функција за промоција на партиите, ова не му пречеше на владиниот тандем цел викенд да си прави промоција на државен трошок. ВМРО и ДУИ викендов растрчани низ Македонија, фрлаа лопати и спуштаа камења на катни гаражи кои својот финиш нема да го видат во следните 2 години, промовираа недовршени проекти, сечеа црвени панделки. Ставревски не сакаше да одговори конкретно дали ова е злоупотреба на неговата функција. Секогаш кога има инвестиции, секогаш кога има отварање на работни места, секогаш кога се ангажираат домашни фирми, Зоран Ставревски ќе биде на место. Да, супер, господине Ставревски. Само што стана со почитувањето на законите? Премиере, вие? Али ќе се разликувавте од лошите чичковци од СДСМ? Веројатно претпоставувам и сега дошол некој во вашата партија и ви рекол: ајде бе, тие ако кршат законот можеме и ние, зошто да не направиме кампања на државен трошок? Ама вие сигурно категорично сте рекле не. Тие ако го кршат законот, ние не треба да го кршиме, ние треба да се разликуваме од нив. Ама веројатно продолжиле така мило и милно да ме молат, нели, ајде, само малку, само неколку лопати, ќе видите колку убаво ќе ни биде. И сега, кога толку убаво те молат, не можеш да ни прифатиш, а не дека сакаш. Да, почитувани гледачи. Тоа се разликите помеѓу СДСМ и ВМРО ДПМН. И тоа е, односно, тоа беше се за денешното издание. Се гледаме утре. Чао.